А на тој начин ги објавуваме информациите од Кочани, каде што се селиме сега. Таму е колегата Даниел Василев. Даниел, како што забележувам, се наоѓаш пред општинската зграда. Кои се последните информации од истрагата? Александар, непосредно пред ова вклучување добив потврда од Кочанскиот суд дека и последното 17-то лице ја добило онаа краткотрајна мерка притвор од 48 часа, со што практично во овој момент 17 лица се наоѓаат во притвор, меѓу нив е и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши и други службеници во ова министерство, поранешниот директор на државниот пазарен инспекторат, неформалниот собственик на импровизираната дискотека, како и лица кои што во текот на кобната ноќ биле присутни таму. Станува збор за 4 обезбедувачи, како и за препродавачот на карти. Инаку само да појаснам дека оваа мерка краткорочен 48 часовен притвор е мерка која што се доделува во вакви тешки случаи, кои што практично треба да им даде доволно време на јавните обвинители за да можат да ги прибават сите оние докази кои што им се потребни. Инаку во текот на денешниот ден за добар дел од нив треба да истече оваа мерка, потоа јавниот обвинител ќе има шанса уште еднаш, можност уште еднаш да побара краткорочен 48 часовен притвор, пошто ќе мора да се бара и ефективен притвор. Најавите од јавното обвинителство се дека и во текот на денот ќе има истражни действија, оттаму за Сител велат. Денеска се преземаат повеќе действија, меѓутоа во интерес на постапката во овој момент не можат да бидат споделени со јавноста. Увидните действија на лице место се завршени, но местото е се уште обезбедено и се работи на записник од увидот. Како што каже и самиот ти, Александар, јас се наоѓам пред општина Кочани. Денеска тука е мирно, нема полициско обезбедување како што беше тоа во текот на вчерашниот ден, кога екипи на секторот за организиран криминал и кримтехника од Министерството за внатрешни работи влегоа за да извршат претреси и да соберат онаа потребна документација која што им е во интерес на истрагата. Во текот на вчерашниот ден државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски беше гостин во тема на денот на Сител, каде што кажа дека истрагата ќе биде брза и ефективна, но нема да биде избрзана. Говорејќи за улогата на градоначалникот, тој рече дека доказите ќе бидат споредени со неговиот исказ и дека не се исклучува можноста никој да биде поштеден барем во оној дел на листата на осомничени. Во продолжение да погледнеме дел од неговата изјава. Истрагата ќе биде брза и ефикасна, меѓутоа не значи дека ќе биде избрзана. Мора да се соберат сите докази по легален пат, мора доказите да си имаат доказно својство, односно да бидат на законит начин прибавени, што значи дека обвинителскиот тим постапува многу предпазливо и многу внимателно. Се работи за навистина многу сложен, тежок, комплициран предмет, каде што има многу жртви. Причината за несреќата се знае дека се работи за загуба на човечки животи од настано што се случи од концертот, така да ќе се утврдуваат сите факти и околности во однос на причините за несреќа. Во текот на минатиот ден градоначалникот беше доведен во јавното обвинителство и даде исказ во однос на неговите надлежности, меѓутоа тој исказ сега ќе се проверува согласно неговите овластувања и доказите. Токму на таа околност од страна на јавното обвинителство, односно судот, беше дадена наредба за претрес и се изврши претрес во општината. Сега ќе се анализираат доказите кои се во однос на неговата надлежност и неговите овластувања и да видиме после ќе се утврди неговото својство. Ова значи дека тој може да се најде на листата осомничен? Не само тој, секој кој што постапувал спротивно на прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа се предизвикало опасност за животот и телото на граѓаните, секако ќе има овде алудирате, предпоставам, на вработените во општината кои што требале да вршат контрола, така инспекцијските служби. На сите оние, затоа што во овие 20 што се сега определен мерка притвор има различно својство и различни профили на луѓе. Даниел, знам дека се уште е рано, меѓутоа дали до овој момент може би има најава за некакви собири во текот на денешниот ден, имајќи предвид дека вчера се случија?
Александар, за сега немам информација за такво нешто, но очекувам да добијам во текот на денот. Инаку вчера се одржа еден собир каде што неколку стотина граѓани се собраа во паркот во центарот на Кочани. Тука беше и владиката Иларион заедно со уште неколкумина свештеници. Тие одржаа литургија пошто владиката се обрати пред присутните, практично се помоли за душите на оние кои што починаа, посака брзо опоравување на сите оние кои што се повредени, и исто така кажа дека во текот на утрешниот ден ќе биде направен погреб на сите кои што загинаа во оваа страшна несреќа. Прости на своите раби, секако греб, волен и неволен, и да се смилува на нив, да се помолиме на Господа. За да го тргне огнот и да ги смири болките. Најмногу да ги утешуваме родителите на починатите и родителите на постраданите, се разбира и сите блиски околу нив, бидејќи во ова време ни треба трпение, ни треба смирение, ни треба покаяние, ни треба љубов, ни треба едни покрај други да се смируваме, да си помагаме, за да можеме сите заедно оваа тежина, ова несреќа, ова болка во душите, ова тага и ова мака, да ја издржиме и да ја понесеме. На сите вас, уште еднаш ви посакувам мир Божи, благослов Божи и, како што реков, во четврток да собереме сите заедно сили во овој тажен град, во овој тажен миг, да ги испратиме во вечноста нашите покоени. Даниел, остани на терен, собери ги сите нови информации кои што може да се соберат за текот на истрагата, но и каква ќе биде атмосферата во градот, кај имаме и во следните вести во 9 часот, беше тоа